Нешто ми текна, дека кога почнеме да снимаме уште од првата епизода, ние немавме име на подкастот. Немавме, Текна? да. Така тргнавме на Јуриша, ќе почнеме да снимаме. Како ќе се вика, колку епизоди, што ќе преме, не. Дојде ентузијазмот и желбата за тоа, дојде времето за тоа и некако не умислевме многу. Па добро, знаеш, многу често сме правиле обратно. Претходно секој друг проект што сме го почнувале, прво почнувало од име, од лого, дај ова, дај ова. Обично тоа е и процедурата. И ама некако како го затеравме ова, односно и како го размислувавме, беше многу по неофицијално, ајде, ако така можем да кажем. И мислам дека какво име да му ставиме, мислам сега ќе го кажем името, ама какво име да му ставевме немаше да биде толку многу битно. Заради тоа што сметам дека тоа што содржински Да, го што има ќе го има многу е многу поважно. побитно. Да, Иако секогаш е така, ама убаво е нешто да има. размислувавме нели името да биде во насока на тоа што сакаме да го прикажуваме во овој серијал, подкаст, whatever, како и да го наречеме. Да. Да, искрено така и почнаме ентузијазм. Мислам, одамна сме го збореле ова, ама идејата како ајде ја слопивме на брзинка беше ентузијастички и има една изрека што вика enthusiasm is perishable. Значи ентузијазмот може да избега многу лесно ако не делуваш на него брзо, така да мислам дека побитно беше да делуваме со што може побрзо колку да вагаме у тие полемики, лого, имейл, вебсайт, ваков распоред. Океј, Да, и тоа е да. битно, апсолутно. Ама името го одлучивме со ваша помош на Инстаграм дел имавме и пол и гласање. И одлучивме да биде нешто кое што е рефлексија на тоа што го збориме тука и ќе го збориме и нешто кое што е рефлексија на не знам тоа што сакам да го споделувам. А тоа е, односно името официјално е The Art of Becoming. Односно уметноста на постанувањето, на станување, не знам како, тоа е преводот буквалниот, уметноста на тоа што се претвараме, тоа што стануваме. Развој, уметноста на, да, не е развој е development. Becoming е повеќе Тоа е глагол, не е како би го превеле, па да, така е на уметноста на постанувањето, на реализирањето, на себе реализирањето. Ај така да можам да кажам. И буквално тоа што го збориме тука е на индивидуално ниво, себе реализирањето, на заедничко ниво, како врска. И мислам дека до сега доста покривме на заедничко ниво, како сме се развивале, мислам нормално со сегменти од личниот индивидуален живот. И мислам дека 3 цели епизоди посветивме на тоа. 3 или 4. Мислам, нема веќе. Колку да се. Ама мислам дека може малце пред да еволуираме, како што рековме со концептот, може малце да свртиме и дел исто пак со прашањата, па се тука прашањата од Амазон. Овој пат ги заокружиме сите теми што се поврзани со relationship, со врски меѓу мене и тебе. И малце ќе предеме сега на полични теми, зборам индивидуално лични, кај што секој од нас нели ќе си каже оно што е прашањето за него, ама со допуна од моја или твоја страна. Да не должиме многу, ајде да почнеме. Тука темите се останати life, живот, random, past, минато и што беше друго? Плаво. About you. Океј. Ајде. Јас ли да почнам? Ти почни, да. Ај, било која, дај ми од life, жолтото беше life? Random е, зеленото е life. Океј, може. Which personal accomplishment are you most proud of? Accomplishments е како достигнувања. Да. Кои се најголемите достигнувања? Кој еднократно, едно е тоа, иднина е. Which personal accomplishment are you most proud of? Да, од кој лично достигнување си највеќе горда? Достигнување си највеќе горда на себе и зошто? И why има на крај? Why? Аха, окей, ајде. Сега ќе почнеш под... Ја имам многу така. Не. Да размислам. Види, секој од нас има многу. Апсолутно. Што ти е оно што ти највише ти повлекло? Да, сите ние имаме многу работи на кои што верувам дека секој од нас треба да биде горд
и да верува во тоа што го достигнал, затоа што е многу полесно да се навраќаме на негативните страни отколку на нашите достигнувања. Ама едно нешто кое што без размислување би го издвоила и едно нешто на кое што сум многу горда на самата себе е личната работа на себе. Личниот развој ни сите овие години на кои што навистина сум посветила и многу време и енергија и размислување и себе рефлексија и многу работи кои што ми помогнале да и се уште трае тој процес, но тоа се многу работи кои што ми помогнале да бидам таа личност која што сум денес. И тоа ниво на свесност кое што го имам достигнато, мислам дека не би било возможно ако сум одела низ животот само така, без малку да се свртам кон себе, без малку повеќе да се посветам на тоа што ми се случувало и без малку повеќе и подлабоко да погледнам во сите оние работи кои што ги имам поминато досега. И тоа е дефинитивно едно нешто на кое што сум многу горда на себе, затоа што нескромно ќе го кажем ова, ама ми се допаѓа верзијата која што постанувам. Се повеќе и повеќе. You are becoming. Да. Мислам дека ја кажа една од најклучните причини зашто те сакам. А тоа е одговорот на тоа е ова што го кажа сега. Не кажа ништо екстерно и материјално. Апсолутно не. И тоа кажува се за тебе. Дека се материјално, све надворешно е секундарно во однос на ово што кажуваш сега. И мислам дека кога ќе направиме вака една ретроспектива и го кажам ова вака на овој начин без да ми е глупо да го кажам, не би можел да се замислам со некаков вид на друга персона, осем ова што си ти, кој што константно се врти на кај себе, константно низ годините гледа кон себе и пробува да се разбере повеќе, да се открие повеќе, да се подобри. Токму тој процес на becoming. Не си I know it all, I have discovered all, тоа е рефлексија на други луѓе, друг вид на луѓе и веројатно тој тип на човек поише би се фалел со јас ова го направив, ја тоа го добив, ја тоа го постигнав, тоа го купив, тоа. Види, има и една друга страна која што мислам дека не е лоша да си ја признаеме некогаш самите на себе кога станува збори за материјалните работи. Меѓутоа, кога јас размислувам за моите најголеми достигнувања, тоа не се материјални работи. И мислам дека никогаш нема да дозволам да се врзам за нешто кое што е материјално мое лично достигнување, заради тоа што и материјалните... Освен неколува ташно. Добро, да, окей. Полека со вратот, молим. Тоа и тоа што сакам да го кажам, следно кое што сакав да го кажем, а тоа е дека преку нашите лични достигнувања и тоа кое што ние се трудиме да го направиме и она кое што се трудиме да станеме, ни помага да стигнеме и до некои материјални работи во кои што треба да уживаме. Меѓутоа, јас и ти многу често сме збореле таа тема, а тоа е дека материјалното не може да те направи да се чувствуваш исполнето и среќно. Можеби да, тоа е нешто кое што во моментот ќе ти донесе малку повеќе среќа, моментална среќа, задоволство е повеќе. Можеби во некои ситуации ќе ти олесни, ќе ти направи да се чувствуваш поудобно, ама внатрешното чувство на исполнетост мислам дека ништо од тоа нема да го замени, заради тоа што тоа е краткотрајно чувство кое што се што е материјално, па дури една убава ташна е така. Да, кој што е интересна 3 недели. Океј. 2 искачања и тоа е тоа. Сега тоа е друга тема. Ама нема таму да. Ќе збориме за тоа. Океј. Така да Не, апсолутно се согласувам, мислам, веројатно ја ви го одговорила на многу сличен начин прашањето, може со други зборови. Ама од друга страна, исто така мислам дека е битно ова да се адресира, да си го кажеме пред себе си, да си го кажуваме еден кон друг.
И сите други достигнувања кои што ги имаме и се вредни за да ги споменеме, да ги обележиме на нашиот таймлайн, затоа што знаеш, многу е по-често ти да ми кажеш нешто добро на мене, отколку ти да си кажеш нешто добро за себе си. Така е. И токму тие адресирање на тие достигнувања е важно за да си ја подобриме релацијата со нас, затоа што ние многу често сме најголеми критичари сме ние самите на себе си. Така е. И замисли да се однесуваме ние кон другите кои што однесуваме кон себе си. Ние би немале блиски луѓе со тој однос кој што си го имаме многу често кон себе си. Значи многу повеќе сме склони кон критика и само критика, отколку кон само пофалување. И нема ништо грешно во тоа, напротив, според мене тоа ти дава чувство на благодарност и ти дава осет до кај си. Нормално, балансирано, нели, со тоа што си сгрешил, апсолутно и таму си има доза и потреба тоа да се адресира. Но исто така и друго, во нашава култура мислам дека не е толку тоа изразено, мислам дека генерално општество ни наклонето кон адресирање на тие слабости, грешки. Најчесто тоа е така за да се заштитиме. За да се заштитиме од како ние сме и така учени. Повеќе да гледаме на тоа што го грешиме и да се споредуваме. Зашто? И сам каже дека мислам, ако се навратиме малку наназад и како се воспитувани и нашите родители, па и нашите баби и дедовци, тоа си има позадина. Меѓутоа, мислам дека тоа веќе почнува да се менува на некој начин, затоа што ние како генерации, па и помладите, стануваат многу посвесни за самите себе и тоа се приметува. Тоа не е нешто кое што не можеме, туку напротив, значи гледаме дека луѓето стануваат посвесни, иако ќе треба уште многу време. Меѓутоа, да, тотално си во право кога кажуваш дека ние сме склони кон тоа да многу почесто си кажуваме на себе негативностите, иако јас сепак мислам дека во тоа нема грешно, туку треба да имаме граница и да знаеме дека пошто нели секогаш кога ќе се случи нешто, најголемата одговорност е да тргнеш од себе. И најтешката. И прво да видиш каде е грешката во тебе и што е тоа што ти си го направил. Така е, проблемот станува според мене кога хронично тоа станува. Кога хронично тоа се повторува и мораме да се свртиме и од другата страна, а тоа е да малку почесто се потсетуваме на нашите лични и сопствени достигнувања. Пошто секој од нас ги има. Да. Согласувам, види, и тоа ти е додатно кога следен пат ќе се најдеш пред некој предизвик, пред нешто кое што не е сигурен дали можеш или пред некој предизвик веројатно е правиот термин, да се потсетиш врз база на претходните податоци кои што си ги имал за себе си, што си направил и за што си способен, дека чекај малце. Ова е веќе помината етапа. Од што се плашам сега дека не можам да го направам повторно. И затоа е тоа битно тоа потсетување, значи да се вратиш како да имаш некој дневник, кај што да се вратам на 15.4.2020, па ова се случи, ова го постигнав, ја го направив, што е се проблемот 2025. Види тоа што го кажуваш сега многу ме потсети, јас многу често, пошто нели ние работиме и со социјалните мрежи и сите тие активности, некогаш, посебно во последниот период имав некое такво чувство кое што губиш и мотивација, губиш и креативност, губиш и едноставно ти станува. Знаеш, во некои моменти станува ти губи смисла сето тоа што го правиш и за мене е многу доволно да ја скролнам низ мојот профил. Видам некои стари постови, стари дешавки, настани и си викам, ле, човече, па како јас сум го направила ова или како сето ова сум успела да го достигнам, а сега мислам дека не можем ова или тоа или губам мотивација. Токму тоа ми беше поентата. И знаеш, тоа ми е доволно да онака ми се врати тоа жарче во мене. Ентузијазмот да си кажем, окей, јас можеби во моментот нема да форсирам да правам нешто што не можам, јас можам многу повеќе. Да. Така да треба да правиме рефлексија малку повеќе. Тру. И пак ќе кажам, нигде не свртевме околу материјални надворешни достигнувања, иако нескромно ги имаме, може да си кажеме, да си пофалиме, ама мислам дека во големата слика ова што кажуваш е многу побитно, затоа што после се друга последица на тоа. Да бирам, а? Ајде. Past life, relationship поминавме. Random, about you,
About you беше ова, така? Што зема ти life? Јас лайф, да. Ајде ќе зема about you. Ајде. Ова го поминавме. Describe something that's exciting in your life right now. Така, ова беше. Да. Чекай са нешто од средина. Да не се погоди нешто. Мислам дека ги имам малци смешно, може би картите. What's an area about me that you like to learn more about or have questions around? Која е област од мене која што би сакала да научиш повеќе или имаш прашање околу? Ова устари поставено кон тебе. Не, ајде смени го. Дај друго дете. What did you learn about money from your parents? Јако прашање. Многу добро прашање. Да. Што научи? Многу интересно и многу важно прашање. Да. Што научи околу за пари, за финансии од твоите родители? Да, actually многу интересно прашање. Мислам дека како што пред годините сваќам усвари дека наназад низ декадите финансиската писменост била тема у многу малци семејства. И сваќам зашто. Затоа што за многу мина од нас, за многу мина од семејствата у Македонија, просекот, јас ќе се ставам во просекот на скромни семејства, на скромен upbringing, финансиите често биле третирани како средство за преживување. На некој начин преживување, обстанување. Повеќе од колку што е уживање. Апсолутно. Така е. И мислам дека кога си во таа ситуација, која што многу често те става во fight or flight, начин на размислување, однесување и делување на крај, простор за многу менаџирање на финансиите и нема. Као што кажав, јас и ти не сме родени ниту растени во некоја лавиш лайфстайл, во некои огромни пари. Напротив, сме порасли многу скромни семејства. И моите, твоите. И мислам дека до негде тоа е благослов, гледајќи сега на 34 години. Знаеш, обично имам една екстрема која што вика да е боле да немаш па да не е екстрема, туку као стил ако само немаш, тоаш можеш да цениш, или ако имаш па не можеш да цениш. Знаеш, некој таков наратив што воопшто не е вистина. Напротив, значи независно од твојата ситуација ти можеш да одбереш и во таа околност и со пари можеш да станеш ти многу добар човек, напротив. И без пари можеш да станеш многу огорчен од животот. Така е. Значи опцијата на изборот, слобода на избори имаме секој пат на располагање. Ама како да е, иако не сме добиле, нели, многу од аспект на финансии додека сме растеле, и мислам дека растем во една ера кај што не беше толку тоа важно, да кажам. Затоа што беше и мислам cost of living-от, трошокот за живење и обстанување не беше толку висок. Пример, денеска, во 2025 компаративно со 98, мислам дека е веројатно многу поразлично. Тоа е едно. Второ, јас ги имав многу поважни работи ми беа дадени за да сватам дека парите се важни, да, ама тие не те прават тоа што си. Ниту ќе те креираат нешто да бидеш тоа што си. Ако го немаш тоа што е круцијалното, есенцијалното, суштинското, парите се само некоја релативна работа. И ми е многу драго што сум го добил тоа наместо материјалното. Иако било многу битно и е битно. Знаеш, парите се као кислород. Знаеш, вика, тие се неопходни, не можеш да дишиш без да живееш без нив. Исто како што без кислород не можеш да дишиш, не? Така да тоа што сум го добил од нив, веројатно не е некоја текстбук едукација за финансии. Често имало периоди кога имало финансиски проблеми, ама многу ми е драго што не дефинирало од нас како семејство. Ниту мене ме дефинирало како индивидуа. Напротив, ми дала
сум 100% сигурен ќе направам рефлексија. Сум правил рефлексија дека една од причините за мојот драйв е да креирам подобра средина од тоа во која што сум растал, што значи дека мојата средина не била добра. Напротив, но ја сметам дека целта на секој дете, на потомството треба да биде да стреми да биде поише од тоа што било пред него. И така ние може да се унапредуваме, нели, да направиме подобра средина за нашите деца од тоа што ние сме добиле. Пак ќе речам, финансиски, тоа се останато друго нема да зборам затоа што според мене било најдоброто тоа што можело да не биде дадено. Ама факт е дека финансиите во просечно македонско семејство и тоа што сме биле ние деца, а и сега мислам дека за грото од државата не е нешто кое што е силна страна. И мислам дека знаеш, ти почнуваш од -5 скалило во животот. Кој што е пример, ние живееме со екстремата на парите. Во екстремата на abundance, на wealth, на многу работи кои што се контра од тоа ние што сме растеле. Ама пак доаѓам до првото тоа што пред се кажав, дека многу ми е драго што сум го добил суштинското, затоа што можам да сватам колку е саат во светот. И гледам, тука има многу луѓе со многу пари, ама има и многу луѓе кои што се едноставно изгубиле многу други работи на сметка на тоа што имаат многу пари. Така да не знам, кажав доста ствари, мислам дека. Да, интересно, знаеш, како те слушам, си размислувам во однос нели на сите оние работи кои што ги кажа, како сме ние растени и уствари прашањето повеќе беше во насока на тоа што имаш научено за парите. У смисла, мислам дека и јас и ти сме почнали да работиме многу одрано. Ти дури и порано од мене. 18, да. И од тогаш заработуваш и знаеш како е да заработиш пари твои. Иако не сме имале целосната слика на тоа како е да имаш твои пари и да се издржуваш од тие твои пари, туку повеќе било као некој џапарац кој што ќе си го трошиш за тебе и за своите лични потреби и желби и така натака. Пак мислам дека е важно. Затоа што добиваш едно друго чувство на одговорност кон тоа што е важно да заработуваш сам. Да, кон тоа што го правиш. И како што спомна и претходно, уствари, и јас и ти не сме растени во некои семејства кои што не израснале со многу пари, ама мислам дека и твоите родители, а и моите секогаш се труделе да ни овозможат да ни ги овозможат базичните потреби кои што сме ги имале во тие моменти. Тоа не е ни дискусија, само ќе кажеш. Без да ние почувствуваме дека тоа е некаков терет. Да, тоа е прво умешност, а второ домакинлук. Така е. Затоа што домакинлук според мене тоа е приоритет, семејството е приоритет. Значи ти се фокусирал да бидеш. И уште нешто интересно кое што сакав да го спомнам, јас ти ја имаме зборено уствари оваа тема, а тоа е дека јас и ти на многу често и на многу наврати имаме различни погледи кон финансиите. И тоа е нешто кое што мислам дека е интересно да го продискутираме, затоа што баш се поврзува со прашањето кое што моментално ти го избра, а тоа е како гледаш ти на финансиите. И баш така да те прашам, што мислиш дека е разликата помеѓу нас? Зошто јас и ти често имаме различни погледи кон финансиите кои што некогаш треба да се потрошат или некогаш треба да се... Тоа е апсолутно право си дека има влијание од домашно воспитување и искуство дека што го имал како дел од семејството, моето ти од твоето, но има дел и тоа што си сватил и научил ти низ животот. Значи тоа е миксот на личното искуство плюс воспитувањето, можеме да кажем, и растењето во одредено семејство. И тука е разликата таа, затоа што мојата дефиниција за тоа како би требало некои работи да бидат се базирани, може во даден момент не сме ги сватиле, јас или ти, или сме ги подоцна сме ги сватиле, биле корено нивене од семејството. Нели? И тоа ти е некоја веројатно некоја дефиниција како би требало да биде суштински. Сега тоа не се соодветствува со твоето, и тука е уствари таа разлика на мислење и ставови, каде што мислам дека е
ова правилно, ти сметаш дека тоа е правилно. Мгм. И добра, знаеш што е добрата ствар, што една од клучните работи кои што двајца партнери треба да ги дискутираат пред да бидат заедно, според мене, се и финансиите. Апсолутно. Вредностите за финансиите. Апсолутно. Ако мене ми е приоритет парите си ги трошам на тривиални работи, што за мене се интересни, битни, а тебе не ти се, односно ти сакаш да инвестираш пример во стан, јас сакам да идам да искачам и да трошам пари, да 80% пари да си ги трошам на whatever, да си купувам секој месец све што ќе посакам и така натаму, а не штедам, а ти сакаш да штедиш. Едноставно тие вредности не ни се поклапаат. И тоа колку да звучи можеби наивно условно кажувам на почетокот, помножи го тоа по многу години, особено во брак, особено кога ќе влезеш во некоја подлабока релација, особено па ние немаме деца. Можам да замислам како изгледа тоа во светот на децата, мислам во светот на проширен семеен живот, каде што дел од финансиите немаш дискусија дали ќе треба ги трошиш или не. Туку тие се односно обезбедување на основните примарни неопходни средства за растење на бебе, па и дете на така. Така да мислам дека иако имаме несогласување, некои има некои, нели, недоразбирање во одредени теми, мислам дека клучните вредности ни се слични. Да, тоа да. И јас морам да кажам дека откако сме ние заедно, па и пошто ние од секогаш многу отворено сме разговарале Да. за тоа кој колку заработува, за тоа кој колку треба да придонесе и да плати и да ги поделиме, нели, сите оние работи кои што сакаме да ги направиме, се со цел да си обезбедиме тоа што сакаме да си го обезбедиме. Многу ми помогнало тоа што ти си многу по финансиски стабилен, ако можем така да кажем, отколку јас, заради тоа што мислам, види, нормално е, мислам дека и како секоја една друга жена, нели, ние имаме и повеќе Така е, потреби, така е. и повеќе желби. И така и- треба да е според мене, тоа е сосема легитимно. Некогаш имаш и некои други ствари кои што ти требаат во моментот заради нега или било што, меѓутоа морам да кажам дека многу ми помага тоа што ти од таа страна можеш многу често да кажеш со некој здрав разум што е правилно, што не е. Иако нели не мора секогаш да го прифатам и да го Апсолутно, Да и го моментално го примениш. усвојам и да го применам тоа што ќе го кажеш, меѓутоа ми влијае многу позитивно. Заради тоа што од друга страна, да, иако јас сум растена, пример, во едно семејство кој што во скромно семејство кој што секогаш се знаело кога има, кога нема, јас сум била многу бунтовна во одреден мој Тинејџерски години, 10 во години. некој период на тинеџерство кој што јас најверојатно не сум имала осет за тоа дали има или нема, или кога нема, и ми било многу тешко да прифатам. Заради самата средина, заради друштвото, заради тоа каде сум била јас во тој момент. И мислам дека тоа многу го освестив од кога почнав да работам и да заработувам сама за себе. А другото нешто кое што многу ми помогна е тоа кое што ти ми го пренесуваш на таков начин. Целото тоа искуство за финансиите и за парите како што го имаш уствари, како што го Да. применуваш и живееш, така Да. да е нешто кое што е за мене многу позитивно. Може да заклучиме дека тоа што сме го добили од нашите родители е некоја база веројатно во однос на парите. Не е некоја, ајде да речам, огромен дел од тоа што сега го поседуваме, ама било соодветно да стане на некој правилен пат и да ти даде ветер во грб да продолжиш од таму. Што ќе направиш од себе си, затоа што одговорноста веќе како полнолетен маж, жена е во твои раце. И ја можам да кажам дека многу од работите што денеска ги знам околу финансии, околу начин на однесување кон парите, се базирани врз тие вредности што они ми ги инсталирале. Можеби не директно парите како они ги менаџирале и користеле, кои што не биле секогаш, нели, како што кажав, многу, ама ми дало, што е многу побитно тоа колку имало во моментот, ми дало насока. Насока што е многу побитна според мене од било што друго. Со правилна насока после на тебе останува ти докај ќе изгураш во таа насока и со која брзина. Така да искрено кога ќе размислам многу често се потсеќам на тоа и сум многу благодарен што сум го имал тоа напред да имам да сака да добивам тоа се што ќе да добиам се што би посакал тој момент, кој што едноставно кога дете ти све сакаш, све ти е интересно, знаеш, многу работи не се јасни, тоа што кажав влијанието на колината, мислиш дека ова е битно, кул да го имаш, пошто суштинската потреба на еден човек е да биде прифатен.
и ти сакаш да бидеш прифатен од тие моменти, иако не ги Посебно разбереш. во тие некои години кои Да, што се да. многу специфични, е многу тешко. Затоа што знаеш, тие се години кои што најмногу се споредуваме со другите луѓе. Па и ако се погодиш во некоја таква средина кај што околу тебе имаш луѓе кои што можеби имаат Малце поише, да. малку Па секогаш повеќе имало, од тебе, да. а имало и секогаш ќе има. Да. И тоа е нешто кое што треба голема умешност од страна на родител да му објасни на едно дете. Тука е дека воспитувањето. Едноставно Тука е воспитувањето. Да, што е важно, што не е, што во тој момент е вредно, а тоа е многу тешко да го разбереш од другата страна, затоа што ти... Не, малте не го разбираш. Едноставно негде, мислам дека негде потсвесно ти сладира, пошто еве сега го збориме тоа. Така, ако не си го разбрал ти тогаш, веројатно како би го зборил сега, И знаеш така. како мислам дека во тие моменти многу е важно родителите да знаат да постават и граници, затоа што знаеш ако мислам дека многу родители има кои што ќе се сожалат. Во тој момент, пример, јас ако ги споредам двајцата мои родители, некогаш имале различни ставови. Пошто едниот ќе каже не може, другиот после неколку пати ќе проба да омекне, ама јас сега сваќам дека не може или нема, нема. И е нешто кое што јас Колку да сакала ти или не не ќела да прифатиш, или да. ќе морам да го прифатам на еден или на друг начин. И тоа е нешто кое што од сегашна гледна точка е според мене многу правилно. Да. Затоа што без строги граници, посебно во некој период на адолесценција и на тинејџерство е многу тешко. Така и и тоа така. му праќаш некои двојни пораки на детето кои што му прават уште толку поголема забуна, што е правилно, што не е. Ама знаеш како, не само тоа што нема да има одреден ефект моментален или нема да го поправи тоа што треба да се поправи во моментот, туку тоа се станува тие незрели, невоспитани деца станува после непожелни возрастни луѓе. Пошто тоа треба да биде после нечив партнер. Тој ако нема граници тогаш стекнати, многу е потешко да ги стекне како возрастен, да ги освести, да свати, мисли дека он е тоа е идентитетот негов. Ако некој нема креирано некаков однос врз парите да ги цени тие работи кои што му ги даваат, не секој пат кога сака да ги добие, тој може да порасне во возрастен човек кој што едноставно што и да купи, што нема му е доволно. Пошто све добил, сваќаш дека треба да добиеш све, ако не го добиеш имаш ти бес и фрустрација. Така да тоа што го кажеш е апсолутно важно. Мислам дека тие граници и тоа е сериозно одговорна работа. Така да може уште многу да збориме, но ова е многу интересна тема како што кажа, ама би сублимирал дека иако нели татко и мајка ми не научиле на инвестирање, на штедење, на не знам, вложувај во SP500 фондови. Добро, на штедење научеле. Мислам дека секој од нас има една касичка кај што ставаш и на крај на година ги броиш. Мислам малце по комплицирани, малце по напредни видови, да. Да, ама од друга страна па ја кажам, ти ако го немаш столбот, се друго е секундарно, а ние сме го добиле столбот, што е многу битно и мислам дека доволно за да застанеш на нозе како возрастен зрел човек. Што тука ќе направиш? Јас сакам да спомнам уште нешто кое што мислам дека е многу важно. Јас и ти имаме таков пример, ама има многу луѓе кои што за жал немаат добар пример од родителството и од погледот кон парите и кон тоа како треба да се однесуваме кон парите. И мислам дека тоа што ни го даваат нашите родители е нешто кое што е важно и кое што не треба да го занемариме, но многу е поважно ако видиме дека е нешто кое што не ни оди во корист или во прилог, да се едуцираме малку повеќе околу тоа и малку повеќе да се развиваме, да ја развиваме таа финансиска писменост, односно да најдеме начин што е за нас окей. Оти ние за многу работи нема да имаме добар пример, можеби, од нашите родители, од тоа како се они растени и како сме ние растени, затоа што генерално ако земеме финансиската писменост тогаш и сега апсолутно не е иста. Апсолутно. Информациите не се исти. И ќе се вратиме на почеток, тогаш било само преживување или опстанок, а сега веќе јас мислам дека ние живееме во едно општество каде што имаме целата слобода да заработуваме многу повеќе на најразлични начини и да имаме малку поголема финансиска слобода, односно да не бидеме робови на парите и на тоа што се парите и тоа што значат парите, туку напротив да заработуваме, да штедиме, да инвестираме и сите тие работи, но и да уживаме малку повеќе. Да. Така јас би го заокружила. Сублимирал ова. Супер. Што сакаш следно? Сакаш рандом, сакаш... Рандом може. Рандом? Па ти ќе идеш со пест. Не, ајде. Ама нема да може.
Ајде, Бојро. Ти идеш со пест. Мислам дека и ова го поминавме, Што? дај ми нешто од средина. What was your first impression of me? Да. Како е ова рендом? Добар пак. If I notice that your words and actions are not aligned, what's the best way to let you know? Ако приметам дека твоите Дела и зборови не дела и се... зборови не се соединети, Да. кој е најдобриот начин да тоа ти го кажам? Ајде. Кој е најдобриот начин? Да чуем. Кој е најдобриот начин да тоа ти го кажам? Не знам, најотворено ќе ти кажам. Најдиректно. Мислам, прво тоа што ми дојде на мисла, тоа и ти го кажеш, мислам, така и комуницираме ние, знаеш дека Да. иако можеби тоа не е секогаш најдобриот начин да тоа ти го кажам, јас сум многу директна и многу не размислувам дали тоа Не во бе, се моментот. согласувам, така и правиш, ама така и правилно според мене. Според мене, тој што е најблизок или најблисок круг треба да се тие што зборат лошо пред тебе, добро пред другите за тебе. Мислам, Така е. лошо критички. Дури јас мислам и се случувало многу пати да ти кажам нешто баш со тие зборови. Не се совпаѓа тоа што го правиш и тоа што го кажуваш. И тоа е нешто кое што јас не сметам дека треба да се стегам, да можам да ти го кажам исто и обратно. Мислам, многу често и ти од другата страна си ми кажал на мене дека тоа што го правиш не чини тоа и тоа. Да, вака и не вака. соодветно од тоа што сакаш да го... Нема да филувам, нема Да. да размислувам, нема премногу да се мислам како да ти кажам. Иако имало ситуации кај што јас ќе ти кажам, ќе видам дека можеби погрешно ќе ме сватиш во моментот, заради тоа што си можеби под некој напон на емоции или не знам нервоза или нешто друго што го чувствуваш и потоа ќе седнеме и ќе го разговараме и можеби ќе го кажам на малку пофин начин. Ама мислам дека првичната поента е моја таа. реакција и тоа што јас сакам да го кажам е многу директна комуникација кон тоа што сакам да ти го кажам. Како ќе го разбереш од другата страна не е секогаш исто, ама најчесто е нешто. Па да, кое што... добро, види, тоа што кажа преска, контекстот и моментот е многу битен. Да. Нели, ако гледаме дека ти имаш некој набој моментален за нешто или ти обратно, можеби не е најдобро да дотураш бензин на огана, да Така е. пристапуваш тој начин, ама секој пат има некој момент кај што може да се одбери да биде тотално соодветен за да се адресираат некои ствари. И да, кога размислам стварно и така и делуваме, така и функционираме и мислам дека тоа е еден начин кој што па не знам други начин кој би било. На кој начин? Нема, тоа е начин на како другачи. Со порака скриена ливче у не знам, не разбирам. Па види, мислам дека многу луѓе и многу партнери посебно ако имаш проблем со комуникацијските вештини, тоа е многу, за некој би било многу тешко да го направи, затоа што имаш партнери кои што се многу поизбувливи, имаш Добро, партнери види, кои што многу повеќе се повлекуваат. Да, знаеш како ти можеш веројатно многу подобро да го анализираш и кажеш затоа што ти работела со парови, Да. работиш со индивидуи кои што имаат проблеми со врските. Баш заради тоа и го кажувам, не од аспект нели да кажувам што е правилно или што не, меѓутоа постојат и многу партнери комуницираат на малку поразличен начин. Јас можам да кажам дека таа комуникација што јас имам со тебе и начинот на кој што комуницираме е навистина нешто посебно, заради тоа што јас толку отворена комуникација и толку директивно пристапување кон сето тоа што се случува, мислам дека немам со никој друг. Јас не. И мене ми било многу, не знам, тешко да комуницираме, било многу послободно. Сега ми е многу послободно и полесно можам да го манифестирам и да искажам се што мислам. И чувствувам, не зашто, затоа што знам дека ќе ме разбереш. Тоа е најбитно све, значи ја добивам, ја фаќам фреквенцијата на разбирање, што е многу битно. Да, иако јас пак ќе се навратам од тоа, нели, од моето искуство и тоа што го имам работено, некогаш може и да не се поклопи таа фреквенција, ама и не е страшно, ама тука се луѓето и партнерите кои што треба да се свесни за тоа и да кажат дека окей, ние во некои моменти и во некои ситуации не успеваме баш Да се бидеме разбереме. aligned во тоа што
не се разбираме и окей, што е тоа што можеме да го направиме. Да. Многу е важно. Како треба да поважно- поставам кон тебе за да ме Да. разбереш и како треба ти кон мене за да те Тоа е разберам. многу поважно отколку како ќе реагираме во таквите моменти, пошто ако не разбереме дека јас имаме проблем, во некој момент тогаш се друго паѓа во вода, пошто ќе имаме се поголем проблем. Да. Така да. Се поголем проблем без заради тоа што не го адресираме проблемот. Заради тоа што главниот проблем Е проблем. е проблем. Окей. Што рековме пест? М. А кој е пест? Ова, не, ова мислам дека пест. Ај провери. Who in your life or past do you owe на... на кој му должиш извинување и зашто? Пес. Ајде. Друго. What did your past relationship teach you about love and relationship? Ова го говориш. Од средина некаде, пошто си Да, ги вратил на овие, почеток да, пред изгледа ова. Сократичките. What's one of your favorite childhood memories? Trip down the memory lane се викава. Ау, чекај. Јас имам едно од баба ти. Ај, кај шо? Подсети ме. Ти на тоа не се ни сеќаваш, само Кој? она се сеќава. А па добро, сега сум бил. Ова ти е childhood, као детство. Чалкот, ајде сети Да. се на нешто. Чека се сетам. Ова баш детство. Мислам дека, кога ги размислам вака, со моите не сме биле на некои луксузни патувања, на некои дестинации, не сме биле у Грција, не знам кога прв пат отидов, на море кога прв пат отидов, значи многу подоцна у мојот живот. Ама веќе ми текна на меморија кога бев му Маврово, бев памтам, не знам колку години имав, дете бев, памтам дека дете бев, со моите тетка ми знам дека беше, братчетка ми беше, сестра ми, нели, нормално. И бевме у Маврово, татко ми работеше тогаш во Македонска пошта и он има у тоа време многу фирми има своји одмаралишта по Македонија, не знам, Охрид, Маврово, каде што им дава бесплатно, мислам дека сместување. Пелистер. Каде што им дава бесплатно сместување. И таму бевме сместени Маврово. И памтам дека многу, не знам кога ми текне, така ми како некој ретро филм у главата, ама убаво чувство ми прави топлина ми дава. И тоа е само доказ дека тоа ме научило ствари, сега ни животот, знаеш, со тие луѓе кои што ми се многу блиски, драги, сеедно кај седам, шо правам, знаеш, ирелевантна е околината. И тоа, мислам дека тоа потекнува таму. Тоа ми се тие мемории од детството, кај што сум бил со нив и сме били сите заедно. Тоа било Маврово, не знам, памтам езерото, памтам татко ми риба фаќаше нешто, такви блиц моменти кај што ми дават чувство на топлина и чувство на единство и конекција. Веројатно тоа е. И памтам исто кај едно од најубавите нешто, буквално мислам дека сега ми се враќа мирисот и вкусот е кај баба ми во Радишани на слава. Сме биле деца. Мислам дека тоа е изгубено и многу ми е жал што е така изгубено моментот на славите, не се слави веќе толку како што било порано. Патнам кај баба ми беше хотел Промаја. Да. Луѓе седат сати по 2 и фала многу бегај. Да, Тие искочиле, други доаѓаат. влегле. Зимале од комши маси, столици и тоа се такви некои моменти кои што пак ми даваат, ми го врежале толку тоа силно чувство на семејство и юнити. Таквите моменти. И тоа само е доказ колку ствари е семејството битно во едно здраво семејство, здраво окружување, во создавање на здрава особа. Што јас сметам дека невозможно да бидам тоа што сум сега без тоа. Нема сценарио не постои каде што кога би го одземал тоа би бил јас ова. Би бил јас ова. И сум сигурен дека е така. И затоа сум многу благодарен. Тоа ми е многу драго што имал такви убави спомени, убаво детство со сите нив околу мене. И така да тие 2-3 момента можам да ги спомнам што ми се таква бледа меморија, ама многу убава меморија. И ми многу драго што сум ги искусил на таков начин и мислам дека
Тоа ми е само инспирација плюс јас да бидам кој ќе бидам во улога на родител, татко. Да го правам тоа истото и подобро за нашите деца, пошто сваќам дека тоа е суштината. Да. Суштината да го направиш еден човек да биде сакан, среќен, исполнет, да има самодорба, да се изгради како персона, од таму почнува све. Тоа ако го нема, мислам дека све друго е. Многу потешко. Сите проблеми потекнуваат од недоволно љубов, недоволно грижа и недоволно социализирање во такви околности. Така да сум им вечно благодарен што ми ги даде Баш тие спомени. Тоа забавно што го кажав, мислам дека не целосно делно ќе осватиш, пошто знаеш баба ми каква е. Знаеш таму како кај нив, знаеш денес како може да замислиш како изгледа тоа. Баш имам некои слики ќе ги најдам. Ќе ги ставим може у видеото монтажата. Кај што дедо ми, Бог да го прости, што е починал пред 8-9 години. Седиме на маса, сум дете, многу баба ми многу сакаше ме да дотерува со некој таков некој помаранџаста кошул во риги и седам на маса со цигара уста. Дедо ми дал, само он пуши цигара, а ја ме дал, не пушам цигара нормално. И таа слика е како ти кажам, исто тоа е детството. Dead childhood како. Да. Баш ово. Okay. Life или About You? Па шо Или поминав Pest? јас? Имаш само бој да види ги. Жолто, зелено? Random и Life. Или Pest или About You. About You. Од средина дај ми некоја. How do you like to be cared for when you're ill? Не, мислам дека јас можем да добијам медал, златен медал за Princess Treatment. Добро, мисле дека другаче ќе го кажуваш, тоа не го кажуваш. Зашто? Шо мислеше дека ќе кажам? Ти добиш медал за како се грижиш за мене. Не, how do you like? Не, свадив, ама викам, ако го сврдиш натака од прашањево, ќе викам ќе биде многу јако. Зашто да го сврзам на тоа прашање? Нема, сте прекинав, сори. How do you like, како уствари би сакала да бидеш третирана ако си болна? When you're ill. Ако го свртам натаму прашањето, повеќе би било ти треба да добиеш златен медал за како се грижиш за мене. Затоа што а од другата страна јас треба да добијам златен медал за Princess Treatment додека сум болна, така сакав да го свртам прашањето, така? Не додека сум болна, ама јас имав и собраќајка и период на рехабилитација. И едноставно мислам дека вака кога се навраќам назад, мислам ти во моментот нема нешто што не го правиш од тие домакинските работи, ајде така ако можем да кажем. Посебно па не за храна, за готвење и за било шо и не би посакала ништо друго од тоа што си правил досега за мене. Ако јас сум болна, ако не можем да станам или било шо, затоа што мислам дека имаш многу осет за тоа што е тоа што треба да го правиш во тие моменти кога некој не се чувствува добро. Знаеш колку пати си имам прашал низ минатото, дали ово што го правам моментално што се грижам за тебе или за некој друг, ама тебе, прошто со тебе живеам со години, дали е доволно, дали треба вака, дали имам. Ама сега сум го имал тоа чувство дека ај ушо ова, ај пробај вака, ушо додатно тоа. И мислам дека тоа препрашување дали е окей, те тера да правиш уште по додатно и веројатно тоа прави да е окей. На некој начин. Мислам дека и во тие моменти не дека треба да правиш кој знае што и треба да не знам да правиш нешто, па дај и си правил работи кои што не си ги правил дотогаш, нормално. И дури да не знаеш што треба да направиш, можеш да прашаш. Како на некој може да му бидеш поголема поддршка и нема ништо страшно во тоа. Иако ние двајцата никогаш мислам дека не е дошло, посебно кога тебе не ти е добро или мене не ми е добро да се прашуваме. Некако цело време било спонтано, едноставно да, можеби ќе те прашам дали ти треба нешто дополнително, ама тоа што јас сметам дека во моментот или ти сметаш дека во моментот треба да го направиш, зашто се смееш? Не кажеш. Ди што ми кажеш сега? Чекам да докажеш да кажам нешто.
Те слушам внимателно, нема да се кажеш. Го правиш така, затоа што ти доаѓа најверојатно од внатре. Да. Тоа што сакам да кажам е дешавката нема да заборавам, тоа беше многу смешен период, ама многу од друга страна кога се навратам, па ми е good memories, некако и во добро и во лошото имало. Кој не можев да станам од тебе. Софи иначе имаше сообраќајка преку 5 години беше. 5 години и имаше Сега стварно е смешно. смешно, ама тоа не беше баш смешно. Имаше фрактура на фемурот, на бутната коска. Long story short, операција правеше, беше у болница колку 10 на дена. Така нешто, после дома дојде и цела беше, ногата не можеше да мрда, немаше шанси. И секој ден ме чекаја, пошто еден период не работев неколку денови, после ај као ќе почнам да работам, сабајле искачав од дома. И памтам дека секој сабајле ме чекаше да се вратам дома за да иду УВЦ. Значи, не, ама не, тоа е... Јас сега кога ќе се навртам, како е тоа возможно, бре човече? Оф, леле, не многу смешно Не ме мо- чека, дојам јас, доаѓам врата, ти будна беше тоа, беше разбудена. Да, Ете да. буде усвари мислам кој нема веќе како и да беше. Лежи корет, не може да стане од кревет, закована за кревет, успална. Доаѓам јас се кревам каде гуштев памтам. До ВЦ 5 минути ме враќаш назад, Да, ми те носиш кревам, те ставам на шолја. Завршиш да правиш работа. Искаш од те кревам, после дневната те ставам. Да, така беше од спална, у ВЦ, после дневната носев. И после додека се искача па од дома и после па се враќав, ти беше дневна. Да. Тој креветот беше пропаднат вака у дневна, пошто седеш од него месец дена не мрдна. Битно Лујчо беше до тебе, он ти беше поверен. И пред да почнеш уствари да ме носиш во ВЦ, јас иде во ВЦ во Како се тоа? лопатка или како и да се вика. Не. Значи тоа се Патка, периоди патка. кои што едноставно се, знаеш, сега кога ќе размислам што ти се си прошел со мене и што се не си видел, мислам после тоа нели многу луѓе, не знам, мислам сега без веза. Види, тоа што од го друга кажам, страна, ама- глед, види, ние бевме, затоа викам јас, ние сме прошени толку многу, што тоа беше операцијата и башка време за време на ковид беше тоа. Да. Памтиш дека бевме дома, затворени јас ти цело време дома, покрај тоа што не можеш да искачаш ради тоа што не можеш да искачаш ради ковидот. Плюс ради ова. И ние бевме приморани да бидеме цело време заедно. Така да чим тоа го преживеавме, да друго ништо не се плашам. Така да после тоа стварно ти кажувам ништо да не да направиш за мене ќе биде доволно затоа што Многу интересен период. да. Но иако моментот, мама, и не беше тешко. Мене беше поише ради тебе што ти беше те болеше, што ти беше пријатно. Поише ради тоа, значи реално направи вака, не е било тешко нешто да направиш, не. Природно е тоа да го правиш за некој што се грижи за него. Најверојатно, да. Најверојатно тоа ти е како нешто што не Тако- се ни запрашуваш дали треба, Така дали да не е, треба. нешто што би го дали- правил за себе си, ако нешто не можам, не знам, ако нешто морам да направам за себе си, морам да направам и за другиот. Simple as that, немаш многу тука дискусија и Готвеше дебата. тој период само ти готвеше, спремаше обруци за 20. Па добро, ако сам- сме искрени, ја и сега готвам јас највише. Е, како да не. Ти што Е. готвиш само месо и салат? Па ние само тој јадеме. Па добро, Што ама јадеме тоа ни? прави. Не знаеш грав да правам. Па ти не јадеш, затоа и не готвам. Иначе јас си готвам за мене некогаш и некогаш, пример кога правам некои други рецепти, јас ги правам, не ги правиш ти. Затоа треба баланс. Ти месо, јас грашок. Еднаш кога последен пат правиш, сега што сме ноември, Утре, у утре, јуни. утре ќе правам. Ајде, да видиме дали утре ќе биде. Се јас сум? Да. Јас сум. Можеш Рандом немам себе на јас. лайф или рандом, да. Да. Опа, на предвечерието на оваа година и на најавата на следната година. Предвечерието или леков, што реков? Не знам каков ти е тој збор. Не предвечерието, чекај. Друго сега да кажам, веројатно Сега татко ти ако слуша, ќе слушаш ќе сигурно. биде. Не На- можем на гласот да му го замислам и коментарот Доста сега. На залезот на оваа година. пред вечери. Предвечерието. Што збор беше тоа? Треба да изгуглам. Не го имам чуено сам. Може ли да му се стави на видеото? Ти Не, Да не се предвечерието слуша си тој супер. Ќе му најдеме, ќе си го објаснам што сакам да кажам. What's one thing you'd like to get better at over the next year? At over. Што беше at over? Чекај, не можам да се концентрирам. Ај пак прочити го прашањето. What's one thing you would like
to get better at over the next year. At over, споено at over, чекай малце. Meaning, гуглам иначе. Ебе, stover. At over. Знаеш ли што е? Не. Нема таков збор. Па сгрешено at over да не треба да би. At over. Па ваѓа, to get better at over the next year. Аха, па ваѓа. Не, Логично. ми текне на тоа, ама хај викам да не некој Нов збор. некој Како напреден. предвечерието. Напреден, да. Многу напредни At зборови. over и предвечерието е предвечерието. Ајде. What's one thing you'd like to get better at over the next year? One thing. Нешто што ми е константна желба и мислам дека нема да речам ќе стигнам до таму, туку да се подобрам. Ма и тоа е всушност прашањето, што мислам дека го правам активно тоа минатава година и претходната, е во менаџирање на времето и приоритизирање на работите. И имам приметено, ако не внесам свесно внимание да го правам тоа, толку е лесно да идеш на аутопилот и да те дистракција да ти бидат небитни работи. Да. Тоа е страшно. Значи, продуктивноста ми се зголемува петкратно, кога ќе имам кога си направам календар на активности и кога се водам по него. Во моментот кога ќе го ставам малце тоа на втор план, автоматски ми се намалува продуктивноста. Што не значи дека не правам ништо, туку не правам тоа што знам дека умеам да го правам. И тоа е една работа која што мислам дека секој од нас треба да прави, затоа што ако немаш приоритети, тогаш не знаеш што да си го акцентираш времето на располагање. Затоа што 24 сати имаме сите. Кога ќе рече некој немам време, или јас како речам немам време за нешто што сметам дека треба да го правам, е абсурд и лага. Затоа што тоа е само еден друг начин на кажување дека не знам да си го приоритизирам моето време. Не знам како да најдам време за тоа што сакам да најдам време. Или не сакам, само се кажувам дека сакам преку изговорот дека немам време. Не сакам и не знам. Не сакам и не знам, да. И тоа е некоја така дешифрирана порака пред себе и пред другите. Иако јас морам да кажам дека ти си многу подобар во организација на време и приоритети, за разлика не само од мене, туку и од многу други луѓе. Иако можеби ти сам на моменти тоа не можеш да го видиш и да го приметиш. Не, тешко ми е на моменти, искрено. Меѓутоа, таа твоја дисциплина за многу работи, мислам дека многу ти помага во менаџирање на време. Имаш периоди кога знаеш да се изместиш и тоа, ама пример ако се споредам јас со тебе, пример јас многу почесто имам проблем да го приоритизирам времето отколку ти заради X други работи и е нешто кое што јас Ќе те прекидам, X други работи, па е приоритет. Апсолутно. Пак ќе викаш толку. Апсолутно, така е. Јас одбирам да не ставам приоритет на некои работи и да не ги сработам. Или да ставиш на грешни работи. Или да ставам на грешни Да, работи. Сакам да кажем, иако јас мислам дека многу си имам подобрено, ти си за мене пример. Во моментот јас, пример, кога ќе замислам што сакам да правам, јас знаеш колку често си викам, како може би ти да читаш секоја сабајле, јас да не можам? И си викам, зашто бе јас да не можам да читам секоја сабајле? И си викам, утре сабајле ќе станам да читам, станам сабајле, не ми се чита. Не ми се чита, не сакам да читам и си викам во моментот, не читам. Некоја сабајле ќе станам, ќе читам. Ама ти го правиш тоа без компромис. Нема кај тебе компромис, ти стануваш и читаш. Да, ма знаеш, ако гледаш од сегашен аспект, да, тоа е едноставно изгледа. Ама Апсолутно. како и за многу други работи, иницијалниот период додека заверглаш, тој е порелевантниот период да го збориме него ова сега. Пошто исто време сега да зборам јас и колку лесно се преселиш во Дубај. Од сегашен аспект, лесно е. Поентата е како тоа изгледа во моментот кога носиш одлуката, кога се припремаш, значи целиот
целиот момент на селење и целиот притисок и целите тие стравови. Значи поентата што ме додека го креираш, додека го надминеш тоа иницијалното тешко, тоа треба да дискутираме како се прави. Види, за се е така. И кога За тоа сакаш да кажам, ослабнеш, и кога сакаш апсолутно. да се поправиш, и кога Апсолутно. сакаш да направиш нешто, и дури кога сакаш да читаш книга. И види сега, јас на моменти се запрашувам зашто ми е мене толку многу тешко да ставам ред на некоја активност што е многу едноставна. Знаеш, не бара од мене никакво посебно знаење, никаква посебна вештина. Стој. Замисли се валја да станеш и без да мислиш само да земеш книгата. Па така ми е и најлесно и така Па успевам така и- тоа да го правам. Па, значи, моментот, што ме поентата, моментот ќе почнеш да си бараш, да се прашуваш, почнеш да се одговараш, да се рационализираш, да преиспитуваш, преиспитуваш. сто пати да го А премислуваш. чека, треба ли се ова да правам, да правам онда дали е побитно ако изгубам време со... Значи, чекај. Вчера рече дека ќе треба да го правиш. Шо е сега ова? Од кај дојде сега ова? Поентата што ми е? Поентата ми е дека некад многу влагаме во себе си, многу влагаме во своите мисли. Во себе анализа и Во не знам, премногу си комплицираме работите Да. што се толку Многу едноставни. едноставни, Како да. да станам, да идам да мочам, да се измијам и да земам книгата. Да. Толку. 1, 2, 3, 4. А не 1, 2 и одеднашка 1000 влегли у комбинацијата и не може па. Па Не не можам. можеш, Нормално дека нормално. не можам. Телефонот си го отворила, скролни вамо, врати по раката. Значи вниманието така се расејува лесно. Одма. Особено, ама нешто многу битно, тоа што имам сватено. И една од моите цели понатаму е една од работи што би сакал да иска така. Ова не е подобрување, туку една од моите цели што сакам јавно си ги кажам за да си ги да работам стекна време да го направам, тоа е сакам првите 4 до 5 сати од мојот ден, значи да не бидат со ништо друго поврзано со други луѓе и со други активности. Сакам да станам во 5 или 4:30, 5 до веќе да бидам спремен за било каква креативна работа. Затоа што тие 3-4-5 сати од денот и научно да кажам првите саат-два креативноста и бистрината на мозокот е неспоредлива. Од многу фактори, зборам многу од биолошки аспект, од физиолошки аспект и второ од социјален аспект, од технички аспект, затоа што не се мешам со луѓе. Значи јас многу сам кога не комуницирам со луѓе. Тогаш сум многу продуктивен. Тогаш можам да креирам и да создавам. Моментот ќе почнам да се сопнувам од други работи, ќе почнам да ми се мешаат, што е нормално, немаш изолираш од светот и така. Ама на одреден момент, одреден дел од денот можеш да го направиш тоа. Можеш. И тоа ми е целта понатаму да сакам целосно изолирам тоа што зависи од мене и за мене да бидат тие 3-4 сати. После кога треба да се измешам со луѓето, но проблем, Може ќе ли правиме мене тоа. да ми е таа целта? Може. Ама наша работа, друга за што ќе не биде. Ова не сакам да го правиме дома, или ако го правиме дома, да си имаме посебни канцеларии. Голем стан или куќа или таунхаус, како што сме се збореле. Значи тоа ми е желбата, здраве си Боже. рака. Дај си рака. Со Десно другата понавак. рака. Десно не може со лева. Кај што ќе имаме заседни канцеларии, ти си таму, јас сум вамо, дневната спална тоа си е домата. Ова си е работата. Така да мислам дека тоа ќе ни даде на друго ниво на микро и макро менаџирање на времето, тоа што го рековме. Тоа не е дестинација, туку е процес. И ако направам компарација со пред 3-4-5 години и за себе и за тебе е многу подобрено. Нема дискусија. И тоа е поентата. Константно се подобруваш и константно се фаќаш каде што ескивираш и каде што утињеш. И да бидеш што помалку ескивирање, што повише продуктивност. 2026-та, here we come. New year, new me. Во нов стан. Иншала. Што сакаш? Што не бирав? That's life. Пест? That's life. Од Френк Синатра. Да, пест. Пест. Ајде. Пест е ова. Уште колку време имаме? Пола саат. Их, Не мора да е пола саат, бе. Колку ни се збори. малце имам технички проблем. Is there any history of addiction, abuse or negative habits in your family? How has this affected you? Нема.
Прашањето беше дали има историја на зависности, насилство или негативни некои посериозни Треба сме многу однесувања благодарни и среќни за тоа. во твоето семејство, ама нема. Треба сме многу благодарни и среќни Да. за тоа. What's the angriest you've ever felt? Why? Како да го преведам ова? Кога си била најљута и најбесна и зашто? Најлjuta и најбесна. Ова е за однесо на минатото, веројатно. На Мислам, минатото. нормално. Дека се однесо на минатото, ама веројатно нешто подалечно, дали со мене, дали самостојно, дали... Прв момент на кој што ми текна е пак ќе се навратам на сообраќајката. Ама на друго нешто ти текна? Не, Мгм. окей. Пошто јас бев свесна буквално од почеток дека се случува нешто и дека не знам каков исход ќе има. Цело време бев свесна и само кога застана колата, ако така можем да кажем, и кога јас видов што се случи и мислам дека тоа е еден од моментите кај што толку многу бев љута, бесна и тажна истовремено на животот. Знаеш како? Сега кога се навраќам во тој момент, пошто во тој период толку многу планови, не знам дали се сеќаваш, имав толку многу планови, бев во најдобрата физичка форма која што сум била некогаш. Фотосесија имав закажано, програми се снима, требаше друг голем проект да се случи во тој момент и баш онака бев во in my glowing era, ако така можем да кажем. И јас во моментот сваќам дека мене бутната коска ми е скршена, сваќам, значи, пошто се проверував што ми е скршено, што не ми е, што е окей со мене, што не е. И во моментот почнав на глас сама да си викам дали е возможно ова што ми се случува. Готово е. Значи тоа е тоа. Треба се што сум правила досега, толку е. Се готово е. И буквално се сеќавам на тоа дека јас почнав да викам. Да викам од љутина, не чувствував ни болка, ни ништо во тој момент, ако ми веруваш. Тоа беше иницијалните први 20 секунди од кога се случи, уште немаше никој околу нас. Знаеш дека не си ми го кажала? Никогаш. Еве. Јас почнав, пошто човекот беше до мене, он се разбуди, што се случи, јас почнав да викам, ама не на него, туку почнав да викам со толкова љутина, као, зашто ми се случува ова, као, што е проблемот? И после, уствари, многу често и после тоа сме го разговарале тоа, дека многу ти легнуваат работите и сето тоа што се случува, сваќаш дека ти се случило за тебе, не на тебе, не заради не си ти толку посебен и специјален дека на тебе ти се случува ова, туку се случува за тебе. И мислам дека од тогаш, после тоа, кога ми легнаа малку работите, никогаш не го помислив пак на тој начин. Ама тоа ми беше првата иницијална мисла и се сеќавам и емоција, као зашто ми се случува сега. И знаеш што беше многу интересно? Јас зборував литературно. Значи, замислите кој шок е тој. Моментално, че јас се прашував на себе баш зашто ми се случува ова? Као, зошто сум јас, што се случи, зашто ми се случи ова? И после тоа, мислам, еве, тоа беше прв пат и единствен јас да го помислам тоа, затоа што после тоа си ветив самата на себе дека многу верувам во Бог и во неговите планови и во тоа што тој го има планирано за мене и начинот на кој што Бог не сака на сите нас и си ветив самата на себе дека никогаш повеќе нема да си го поставам истото прашање на тој начин. Со таа емоција. Со таа емоција. Пошто мислам дека е погрешно. Да. И мислам дека ако сум, пак се вратам, ако не сум била доволно свесна и ако не сум имала таа верба во Бог и
и тоа силно чувство на љубов кон Бог, ќе ми било многу потешко да ја прифатам цела ситуација. Затоа што можеби за многу луѓе тоа ќе биде Да. крај на нешто кое што дотогаш било креирано и створено и така да. Еве, нешто кое што не сум ти го кажала досега. Озбилно, не си ми го кажала на ваков начин. Искрено ти кажам, не ми текно дека си ми кажала за првите 20 секунди од собраќајката. Да. Интересно. Океј. Ја немам зелено. Да, life немам јас. Сега е Френк Синатра. That's life. Памтиш кога бевме на новогодишниот концерт на како беше човекот у Македонско опера и балет? Тоа беше памтиш? Памтам. Многу беше убаво. Много шубаво. Треба да идем па некој таков концерт. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? А? Бре. Ајде. Брзо, мора брзо одговори. $1 million you had to spend in 1 week. Јако. Нешто денес околу парите се врти. У Дубај се околу пари се врти. Околу ти тоа што викаш. У Дубај се врти околу тоа. Ајде, идеме. Број 1. Би купил некоја куќа за нас убава. Би купил за мојата куќа. Би куќа, не знам дали куќа за сестра ми. Мала веќе живее. Мам бе човек, шо? Па шо, прозо не били? А? Куќи шо? Тоа ти е? Инвестиција? Добро. Сестра ми, пошто она веќе живее со Никола у стан, ама и она може стан да добие еден. Твоите имаат куќа. А може нешто пак, не знам. Куќа не, може би стан. У Грција, например. Зашо беше? Не бе, добро. Сега кога ги имам завршено најблиските, би ги однел на некој многу убав и луксузен одмор. Иđu Бици Хелена, таков една убава екипа, Мура, една цела убава 10 на 15 души екипа, на некој многу луксузен одмор, на кој си, не знам, 15 дена. Една недела имаш. А? Една недела имаш. Добро, дека купам карти, да се купам у таа недела. А, добро. После ги... Чекај. Значи, тоа... Ја ќе тие пари ќе ги дам тогаш. Значи, после таа недела дена ќе ги користиме. Беше куќа да трошиш ти за недела сега, после тоа ќе живееш у неја. И би им купил некој убави поклон, некој нешто што ќе им биде стварно корисно и вредно. Нели инвестираш у нешто? Чекај бе, појде сега полека едно по едно, идеме поред. Ја вака дам. А? Па 2 кукици се 400-500 После другото полека вака. Значи до сега потроши некој 700 така нешто. Чекај. Апсолутно еден дел парите сигурно би ги ставил на страна за инвестиција, дали у бизнис, дали у нешто друго. Значи секако ќе биде еден дел за инвестиција. И еден дел би оставил за хуманитарни работи. Пошто ми желбата еден ден да имам доволно средства како што ќе буквално ова ми е целта во животот. Ова сега што ти кажав ми е целта во животот. Добро, можеби нема за една недела, дури да ги имаш, ама еве, може Тука вика не да ги потрошиш. животниот лајн, како да го наречам. Не бе, ова буквално го рефлексија направив како би сакал да биде животот во однос на како би сакал да ги трошам финансиите кои би ги имал abundance, поишто тоа што би сакал, што би му е на еден човек потребно реално. Мисли, може да имаш 10 куки за тебе, ама нема поента.
Така да и со последните пари веројатно тие што ќе останат, што ќе тргнат на страна од тоа све што имам задоволено и креирано, веројатно би донирал или би направил нешто за некого некаде. Таму кај што е in need. Веројатно у Македонија. Што не знам. Можеби на децата у Африка, ама пак не случајно кажав да се погрижам за најблиските, пошто и општество кое што сме пораснали ние, пак е тоа дел од најблиските компаративно со децата у Венецуела. Реално. Така да нешто би вратил назад кон од таму кај што сме ние. Тоа, недела дена, так милион, Супер. так колку што. Мислам дека добар финансиски план направив. Ќе видиме. Ќе видиме за не знам колку години. Првата куќа. Види чемо. Океј. Имаме време за уште едно прашање? Да. Што сакаш? Што поминати? Имам помината. Нешто не кажав ташна ти купам некој. Абе, доста, ајде. Ташна само ќе си купам, не се. Ствари може една. Имам едно. Добро. Ако имаш милион. About you, life, random, се сум поминала? Пест помина? Да. Што е прво да што помина? Random. Рандом, рандом. Се ово на тебе ти го мислам дека и некој такво слично имавме поминато. What are the top 5 qualities you admire about me? Или не? Јас тебе ти го поставувам ова. Мислам дека нешто слично. Нешто да. слично беше, ајде да не ја повторуваме секако. How can I make you more confident in our future together? Како можам да направам посигурна во нашата заедничка иднина? Да го одговарам? Ајде. Пробај. Ама тоа јас тебе ти го поставувам, ти треба да го одговориш за мене. Така ли? А што прочитай го? How can I make you more confident in our future together? Не бе, поставуваш, ти треба да одговориш. Ма за тебе. Прашање. Малце не е добро напишано. How can I make you more confident in our future together? Како можам? Како јас можам да направам ти да бидеш повеќе Посигурно нашата заедничка иднина. Да. Да, ја треба да говорам за тебе. Да. Зашто ајде да ги прашам за тебе. Јас ќе прашам кон тебе. Дај друго прашање. Те молам. Не се одговара вакви Што тешки ќе ни прашања. изгасат, нема ни да сакат да не слушат. If you could see into the future, what's one thing you want to see? Ајде. Што ово прашање? Happily ever after. Happy family. Малце ми се досадија прашањето, знаеш? Такви прашања. Ако можеш да погледнеш во иднината, што е една работа што сакаш да ја видиш? Мислам дека не е реално тоа што го посакувам баш на овој начин, ама би сакала да бидат блиските околу нас добри, пред се да бидат здрави и живи. Зашто не е реално? Сега се здрави и живи, што им фали? Да, ама знаеш како што поминува времето, сваќам дека они остаруваат. Како што ние ќе остареме, што е? Да, и многу почесто ме фаќа некој страф. Дека можеби немаме уште многу време да бидеме заедно. Тоа е реалноста и ние нема бидеме уште многу време. Ама да, ако гледам во блиска иднина, да можеме да поминуваме што повеќе време, посебно со родителите, пошто за другите ние некако мислам дека ќе можеме браќа, сестри, можеме многу полесно да дојдат они ние да одиме, ама времето со родителите сакам што повеќе да го има, колку што е возможно. Секако јас и да бидеме заедно, а се друго што треба да произлезе од тоа е нека дојде. Така да.
Ама да. What's one thing you want to see е да што повеќе време да поминуваме со родителите. Кој ти новогодишна желба? Да. Малце иронично е што не сме таму за да го правиме Баш, тоа, ама... баш и тоа ти го кажувам, да најдеме начини да можеме што повеќе време да бидеме со нив. Пошо... Знаеш, има две опции. Или ние да идеме таму, почесто, или да доаѓаат они тука. Ја гласам за втората опција. И јас гласам за втората опција, ама моите и твоите родители гласаат за првата. Не се шала. Чекај, уште не дошле. Те уверувам, кога ќе дојдат, дека ќе видиш. Дека ќе речат, најдете како да останеме ние тука. Дубај има таа магија. Мене ме магипса така. Мене не. Ама добро, ти си малце постегнал. Епа. Па ти не кеш мој да ме правиш 3 месеци кога се познавме. Утре таа не па Дубај. Уште едно прашање, мај. Да не се караме тука сега. Што да одговорам? Песне, I life. Јас сум вечен ентузијаст и вечен Патник. вечен ентузијаст за животот. Не од за животот или па за врски. What aspect do you miss about being single? Како е тоа за животот? Како е? Па види, па добро се рекол. Нешто некој знак е ова. What aspect do you miss about being single? Нормално дека ништо нема размислувам. Затоа што ништо не ме фали, искрено ти кажам право. Не знам. Сум размислува порано. Што е тоа што ако би бил сингл што би било различно? Ама пак ќе поврзам со оно што на почетокот ти го одговори. Ништо ради тоа што ова што го имаме ние е суштинско. Све друго е така. Не знам. Спорадично, секундарно, тривијално. Така. Не знам, небитно едноставно. Мислам дека сега и многу Бледо. потешко веќе е да размислуваме во таа насока затоа што јас и ти сме во друга фаза. Ама мислам дека суштината на животот не е да бидеш сингл, туку да бидеш... Не, ќе сакаш да си сингл ако не ти во врската. Ќе размислиш како има да... и некои луѓе кои што, знаеш, има и некои луѓе кои што сакаат да бидат сами, као нели Владе е тоа подобро ќе бидам само отколку со некој што не ми чини. Па ја тоа би ја навиам за тоа што. Суштински мислам дека ние не сме направени, има луѓе кои што живеат сами, знаеш. Мислам има луѓе кои што остануваат и сами. Не е окей. И дали е окей или не, стварно не знам. Јас знам, не е окей. Ама мислам дека суштината на нашиот живот не е да бидеме сами. Ние сме социјални битија. Ние сме направени да бидеме заедно, не можеш да бидеш сам. Види, да не го И мислам дека уште тоа сакам да го кажам, кога си во врска и кога имаш партнер, партнерка, со која што ја имаш слободата да бидеш целосно ти и да ги правиш сите оние работи кои што можеш да ги правиш кога си сингл, а истовремено да градиш заедница е нешто кое што е многу голем благослов. Но тоа е све. Пошто јас пример не чувствувам потреба да бидам сингл затоа што јас имам слобода да правам се што сакам јас како личност и како индивидуа и додека сум со тебе. А ти си само тука да го надополниш мојот живот да биде уште поубав отколку јас да бидам само сингл. Барем за мене е така, не знам. Да, да не ја продлабочуваме темата, затоа што нели тоа си е на крајот личен избор на секој. Пак ќе кажам, што однесува на конкретно за мене у мојата ситуација. Пак ќе речем, сум мислел пред 10 години, пред не знам, барем пред 4-5 години кога сум. Што е компарацијата? Одговор си имам. Не. Мо тоа што сватил дека децет. Веројатно го сум имал тогаш малце поише прос кон и да по интересно сингл него врска, веројатно не би биле заедно, ама не знам, не сум имал дилема никогаш. Затоа што сега сум сакал да имам врска. Сега сум стремел да имам врска. Мене се што било измеѓу моите врски сериозни, барем тие што сум ги имал. Било, не знам,
интересно, краткорочно и досадно после брзо. Као кој купиш нови патики, ако ги купуваш да ти бидат интересни, многу брзо ќе станат досадни. Ако ти е тоа поентата на купување на патики на било што материјално. Така да ако бркаш тој сингл живот да се направиш исполнет, сега ќе бидеш неисполнет и досадно ќе ти биде секој пат. Многу брзо, затоа имаш потреба да менуваш секој пат нов партнер. А колку има нови партнери неограничено. Значи, што значи дека се освен да не ти биде никаде интересно доволно долго. И единствен начин кај што можеш да бидеш сериозно исполнет и да чувствуваш константна радост, под константна мислам не значи дека нема да имаш ти врска, бракот, врска и така натаму, туку ќе имаш една поздински сейфнет од што го добиваш од љубовта на врската, а тоа попадно што дешава на daily basis е нешто кое што е решива работа. Ама не знам, секад сум стремел кон тоа да сакам да бидам уврска колку да бидам сингл. Не ми имало поента да бидам сингл. Мислам, нормално тоа преско што кажа, боле да бидам сам него со неквалитетна врска, ама период е многу важен, посебно ако излагаш од долга врска. се согласувам. Или ако си во некој период кај што сакаш малку да бидеш сам со себе, да учиш за самиот себе, да се истражуваш што е тоа што сакаш, што е тоа што не го сакаш. Ама и предолго да бидеш сингл е, мислам дека многу тешко. Ама мислам дека најголемиот проблем моментално што владее е тоа што е многу тешко да најдеш добар партнер. Да, јас сум многу благодарен што си имаме. Ние не знам што ја правам. Веројатно би лутале многу. Пошто јас имам и другарки, имам и пријатели кои што се сингл и кои што се сами и кои што немаат партнери и кои што долг период немале партнери посериозни. И иако тоа никогаш не било некоја актуелна тема која што ние активно сме ја разговарале, јас мислам дека нема човек кој што не посакува да има некој партнер кој што ќе биде до него цело време. Не знам. Тоа е неприродно ако го посакуваш. Многу природно да бидеш со некој. И стварно мислам и за оние кои што имаат партнери, и за сите вас, мислам, ако имаш партнер кој што ти одговара и кој што е добар, колку и некогаш да имаш несогласувања, ако суштината е квалитетна, е многу голем плюс моментално. Мислам дека Иако може не го сваќаш во моментот, ама е најбитното нешто. Ја па сум го зборил многу пати, тој пак го кажам, животен партнер ти е нешто кое што може да ти го одлучи буквално, да ти одлучи траекторијата на животот. Може буквално или да ти уништи еден дел од животот. Уништи пак интерпретирање на тоа дешавките е лична перспектива и мајндсет. Ама буквално може да ти направи нешто што не го посакуваш. Или да ти помогне да креираш нешто кое што навистина го посакуваш. Така да бирате многу паметно со кој сте. Со кој делите времето, животот и моментите поминати. Секојдневието, пошто секојдневието е животот. Иначе тоа е многу интересна тема што ја спомнам, мислам дека некој ќе може малку по тоа преска бирање на партнер. И бирање на партнер, ама и тоа да цело време имаш потреба од нешто ново и цело време имаш потреба да менуваш и цело време имаш потреба за нешто различно. Кога станува збор за партнер и за партнерски релации, за врски, така да мислам дека Да, може да стане како тема па да даеш ти малце твој осврт од професионален аспект, јас со мое мислење и перспектива. Океј, мислам дека може да завршиме тука. Доста работи си кажавме, доста интересни теми си врзавме со $1,000,000 една недела, со аспекти на сингл, со што научивме за пари од нашите родители. Кул. Баш убаво. Да. Ќе закружиме оваа уште една епизода тука. Имаме името се официјално, ние The Art of Becoming на подкаст, така ќе се го викаме. Подкаст, серијал, неко. Подкаст е Нека е поубаво звучи. Така да, не знам, тоа е тоа. Убаво што видовме вака официјално, пошто ќе се забрзо сега ќе се разделиме пак и ќе се видиме вечер през пиење.
Така да ова што го снимаме ние и уствари нас ни помага да се гледаме малце поквалитетно, да се направиме ваков квалитетен муабет, и да дознам нови работи за тебе, ти не ми кажа дека си имала таква дешавка со собраќајката, така да ја нешто учам ново преку ова што снимаме денеска. Сум не денеска, туку општо што снимаме вакви епизоди. Дечки, фала ви на вас што изгледавте со сите тие што изгледаат до тука. Се надевам дека нешто преку нашево разговарање ве потигне да размислите или свативте нешто или што е да е во позитивен аспект. Ако нема ништо такво, фала ви на вниманието. Сигурна сум дека има. Верувам јас во тоа. Се гледаме за брзо. Чао.